Дами и господа, добро вечер. Замислете бе, уште едно ново издание на Рапорт со Јофе. Браво за вас и за прекрасниот избор на ТВ фреквенција. Ајден телевизија, недела навечер, плазмава е позади мене, камерава е пред мене, вие сте удобно сместени по двоседи, троседи фотели, што значи започнуваме. На почетокот зборуваме за новинарството. Деновиве беа актуелни заканите, една од нив беше онаа на градоначалникот на Сопиште Јован Ѓоргиовски. Тој му се заканувал по телефон на новинарот на Ајден Александар Момировски, бидејќи не му се допаѓало известувањето за Патишка река и аферата со игралиштата градени со семејни фирми на градоначалникот. Но градоначалникот баш напротив, вели дека воопшто не се заканувал. Вашиот колега Александар, такви неточни информации има, каде што ќе следи за това и санкции. Така е! Браво за надлежниот орган и неговата одлука да преземе санкција. Што? Не е надлежен орган. Што е? Градоначалник? Ова е градоначалникот Ѓоргиовски? Ау! И градоначалников ќе го санкционирал Момировски, а? Браво! Ова изгледа е дел од новите властувања кои ги имат градоначалниците со децентрализацијата. Сигурно може да го приведе да му изрече казна затвор затоа што правил прилози за него. 100% има и некакво властување за да го избарка од работа. Тој ќе прави прилози, ќе зборува за криминално работење. Па уште и ќе го контактира градоначалникот и ќе му даде можност да ја каже и својата страна од приказната. Хајде бе, мора да го санкционира, веднаш да го санкционира. Друг новинар за санкционирање? Кому не му одговара јавно кажаната критика? Последен во низата кој директно доби закана е новинарот на Ајден Јован Постоловски. Неговата политичка сатира на Рапорт со Јофе иритирала прилепченец, па преку Фејсбук со погрдни зборови му се заканел дека ќе го претепа. Случајот да го пријавам в полиција и се надам дека надлежните органи ќе си ја завршат својата работа и ќе го возможат основното човеково право слободата на говор. Види го, ќе заплачеше за малку. Јака работа, му се заканиле, па ајде, он ма прилог во вести. Што не се пожели по вестници, може да ќе оставија на насловна. Да? Ви ќе го ставиле? Хајде да видам. Ау. Да, еве на насловна во шпиц. На Јофе му се заканува со ќотек. Петта страница. Бери умдан, бере школски. Ако те слушнам да јадеш, завладава дека лошо нешто прави, ми те спакувам на 2 пати во магазин. Фино. Инаку да, како што може да видите, жив и здрав сум и се уште не сум спакуван на 2 пати. Како што кажам во прилогот, случајот го пријавив во полиција и чекам одговор од таму, ако случајно не добијам, ќе го контактирам градоначалникот на Сопиште, тој може да преземе некаква санкција во мојот случај. Друга работа. Веднаш од како прилогот се емитуваше во вестите на Ајден во вторникот, повторно на Фејсбук и повторно по приватна порака ми пиша дечкото што ми се закануваше. Додуша сега ми навиша повеќе пораки, но главно е дека за разлика од првиот пат кога споменуваше кршење коски, сега низ пораките преовладуваше извинување и ветување дека заканите нема да се остварат, како и молби да не го тужам. Ми додаде и за пријател и сака да го прифатам, но тоа нема да се случи од ептен разбирливи причини. За тужење ќе видиме. Веројатно нема да го тужам, но би сакал само да му порачам и нему и сличните на него што интернетот го сваѓаат како поле од дивиот запад. Само затоа што на интернет се закачени од вашиот компјутер, затворени во вашиот дом, не значи дека тоа што го пишувате значи нешто помалку од она што го кажувате и што излегува од вашата уста. И воопшто не значи дека сте анонимни. Бидејќи сето на што го правите на интернет остава трага која лесно може да се следи. Посебно глупаво е да пишувате закани и слични глупости на Фејсбук, каде го имате оставено вашето име и презиме и уште еден куп други податоци. Исто така, само момент. Добра, ајде, ќе го пуштиме. Почитувани гледачи од режија ми известува дека ВМРО ДПМН одржале пресконференција на која зборувале за новинарите и најновите случаи поврзани со нив. Па, ајде да видиме што имаат тие да кажат. Почитувани, СДСМ треба да се засрами. Поради Владо Бучковски беше осуден новинарот Емил Зафировски. Чекајте бе малку, што СДСМ, нели за новинарство ќе зборува? Ова не е за новинарство, ова се редовните партиски препукувања. Режија бе, грешна ви е снимкава. Добро. Се изгледа снимката не е грешна, ива на вистина било пресконференција за новинарите, поточно за колегата Емил Зафировски кој беше уапсен и затворен како резултат на судска пресуда за судски процес за кој не знаел ни дека постоел и осуден на затворска казна за дело за кое
Не постои затворска казна. ВМРО само објаснувале како СДСМ биле виновни за пресудата. А еве го и крајот на пресконференцијата на која се надевам ќе има нешто за новинарите каде не се вмешани Бранко и СДСМ. ВМРО ДПМН и охрабрува новинарите слободно да ја вршат својата професија, ослободени од било каков притисок. ВМРО ДПМН упатува апел до сите релевантни субјекти во државата, политички партии, граѓански сектор и експертската јавност да се спротивстават на ваквите настани и реално да се заштити слободата на новинарите и на медиумите. ВМРО ДПМН била и секогаш ќе остане партија која целосно го поддржува правото на јавно изразување и мислење и правото на слободно пренесување на информациите. Добро бе, ВМРО. Фала ви за поддршката во тој случај. Ме радува вашиот апел, а уште повеќе ме радуваат вашите членови кои на Facebook, но и на секаде на интернет оставаат срдечни коментари и закани за мојот лик и дела. Па и за сите останати кои се дрзнуваат да ја критикуваат власта. Дај прво зауздајте си ги вашите членови кои веднаш покрај лавчето и портокаловата боја искажуваат желби за пукање носеви и менување фаци, а потоа упатувајте апели за заштитување на слободата на новинарите. Кога сме веќе кај темава и кај емисијава, бидејќи знам дека им е чудно и неприфатливо и на тие што се закануваат, но и на многу политичари. Да, ова е прва емисија од ваков тип во Македонија каде преку хуморот се искажува критика кон општествените појави и случувања. Не велам дека досега немало такво нешто, но ова е прв пат до хуморот да се доаѓа користејќи конкретни изјави дадени во тековната недела и реплицирање на нив на еден директен начин. Сепак, низ светов има многу вакви емисии. И не се воопшто ниту чудни, ниту неприфатливи. Бидејќи имам информации дека не сум баш омилен лик кај многу наши политичари, ќе искористам емисијава за да ги поздравам и тие од власта и тие од опозицијата. Драги мои, ќе ви дадам само еден пример. Најгледаното и најпознатото вакво шоу во светски рамки е американското Daily Show на Џон Стюарт. Се емитува уште 99-та и парче ги прави тие од власта и тие од опозицијата и сите јавни личности кои го заслужуваат тоа. Но тој ниту се соочува со закани, ниту пак има проблем со политичарите. Ретки се тие што му се лутат за тоа што го прави. Таму е сосема поинаку. Еве ќе ја земеме за пример неодамнешната кампања за претседателските избори. Како и во секоја, така и во таа кампања имаше многу материјали за исмевање, сценаристите ги користеа и беа немилосрдни и кон Обама, и кон Маккейн. Но ниту едниот, ниту другиот не ги обвинуваа дека се предавници или платеници. Едните се ја тераа кампањата, другите се ја тераа емисијата, а за време на кампањата гости од студиото беа и сегашниот претседател Барак Обама и неговиот против кандидат Џон Маккейн. Но повторно, ниту едниот, ниту другиот не го искористија гостувањето за да се пожалат на критиките или да фатат да објаснуваат за секоја одделно, туку го прифатија начинот на кој Џон Стюарт ја води емисијата и му се придружија со шеговите забелешки, со што придонесува за зголемување на нивната популарност. Муабетов ми е, драги наши политичари, многу сте далеко од сетова за што ве изборувам. И за крај, за сите оние што велат дека емисијава премногу тежела на едната страна, или дека била на страната на опозицијата, да ве подсетам. Има две страни. Едната е власта, другата е опозицијата. Сега, од овие две само едната владее. И не е воопшто тешко да погодите кој, бидејќи самото име го означува тоа. Штом владее, тоа значи дека има моќта и инструментите да ги менува работите. На подобро или на полошо. Штом власта има моќта за да прави нешто во државава, нормално е дека ќе ја критикуваме и смејуваме власта и тоа што таа го прави, бидејќи уште еднаш да повторам, опозицијата нема реална моќ да направи нешто. Сепак, и опозиционерите не се имуни, па и тие трескаат глупости. Кога тоа се случува, нормално дека и тие се исто така добре дојдени овде. Но во секој случај, власта секогаш ќе го има почесното место во ова шоу. И немам намера да правам некој си лажен баланс во кој што ќе ги смејувам и двете страни подеднакво. Кој ќе си заслужи, тој ќе биде исмејуван. Ако некој заслужи да му посветам цела емисија, ќе го направам тоа. Толку за ова и последствија го злоупотребив денешното издание, имаше премногу објаснување. Океј, одиме понатаму.